Вселенскиот брод Земја, летна долгоденица. Земја, нашиот вселенски брод. Добре дојдовте на едногодишно патување околу Сонцето. Стигнавме во точката на летна долгоденица. Долгоденицата е почетокот на летото, најдолгиот ден во годината. Тогаш северната половина на Земјата е највеќе наведната на кај Сонцето. Сонцето настанало со згуснување на облаци од прашина и гасови. Во средината на таа ротирачка маса се сумирало се повеќе материја. Централната сфера растела и се зголемувала незината гравитација и привлекувала се повеќе материја, додека целата материја во овој дел од галаксијата не завршил во сфера. Целата материја освен еден илјадити дел, планетите, 9 мали топки кои кружат околу Сонцето. Сонцето содржи 999 илјадитни делови од масата на Сончевиот систем. Сончевиот систем е всушност Сонцето и неколку камчиња. Планетите, меѓу кои Земјата, не светат. Тие само ја рефлектираат светлината од Сонцето. Сонцето го озрачува секој квадратен метар од земјината површина, со енергија која би ја дале 12 сијалици од 100 вати. Сонцето зрачи светлина и топлина повеќе од 4 милиарди години. Како успева? Сонцето е големо, пречникот му е 100 пати поголем од земјиниот. Неговиот обем е милион пати поголем од земјиниот, а масата 300.000 пати од масата на Земјата. Огромната маса на Сонцето ја зголемува температурата во средиштето на 14 милиони степени и предизвикува постојани нуклеарни реакции. Сонцето е своевиден нуклеарен реактор. Тоа работи на водород, чиј атом е наједноставен во Вселената, затоа што има само еден електрон. Во нуклеарната фузија водородните атоми стануваат атоми на хелиум и ослободуваат огромна енергија. Оваа енергија избива на површината од Сонцето и се ослободува во Вселената. Сонцето емитира зраци од сите видови, електромагнетни честички и светлина, а пред се топлина. Сонцето може за 1 час да стопи мраз со дебелина од 1 сантиметар. Сонцето не преќа зраци само во правецот на Земјата, туку на сите страни и за 1 час може да стопи џиновска топка од мраз со дебелина 1 сантиметар. Кога таа топка би се згуснала, би станала кубен километар мраз, која Сонцето би ја стопила за час. На Меркур и Венера, кои се поблиску до Сонцето, е потопло. На Меркур џиновска коцка би се стопила за пар минути. Сончевите зраци ослабуваат како се зголемува растојанието. Околу Сатурн е минус 200 степени Целзиусови, неговите прстени се од мраз. На Јупитер е минус 160 степени Целзиусови, а на Марс минус 60 степени Целзиусови. Земјата е на вистинското растојание и нејзините 17 степени се баш тие што им сте потребни на живите суштества кои се прилагодени за неумерена топлина, за вас. Денот долгоденица е првиот ден од летото. Тоа е денот кога Сонцето е највисоко на небото, денот кога најдолго го поминува небото, најдолгиот ден во годината. Во зима, кога Сонцето е ниско, зраците достигнуваат далеку во собата. Од ден во ден, зраците влегуваат во собата под се поостар агон, бидејќи Сонцето се крева се погоре. Еве како тоа изгледа од космосот.
Бидејќи закосеноста на Земјата е 23 степени накај Сонцето, на северниот пол и во појасот од 23 степени Сонцето не заоѓа. Тој појас е поларниот круг. 24 часови Сонцето сјае на денот на летната долгоденица, ако времето е убаво. Во тропските предели и секаде на Земјата на 23 степени од екваторот, пладневното Сонце е точно над главата. 23-та паралела е замислена линија која поминува низ Флорида, Хаваи, Хонг Конг и Асуан. 23-та паралела е раковиот напоредник, именуван така затоа што Сонцето во точката на равноденица е пред созвездието Рак. На денот на долгоденица, зраците над 23-та паралела паѓаат вертикално. Во дамнешните времиња, на денот на долгоденица во Асуан во Египет, можело да се види како Сонцето го осветлува дното на бунарот. Тоа значело дека Сонцето е вертикално над Асуан. Математичарот Ератостен живеел во Александрија 800 км северно од Асуан. Тој на денот на долгоденицата ги измерил сенките на столбовите. Сонцето отстапувало нешто повеќе од 7 степени од вертикалата. Ератостен го искористил тоа за да го пресмета обемот на Земјата. Евеа таа пресметка. Земјата е круг од 360 степени, 7 степени и околу 50 од тој круг. За да се добие круг треба да се помножи тој агол со 50. Растојанието од Асуан до Александрија од 800 км се множи со 50 и се добива обемот на Земјата. 800 км по 50 изнесува 40.000 км. Тоа е обемот на Земјата, како што е измерено и 2000 години подоцна. 7 степени е 50 дел од кругот, 800 км по 50 е 40.000 км. Сосема точно. Со вековите оваа едноставна логика била заборавена. Кога Колумбо сакал да најде нов пат за Индија, морал се од почеток за да им докаже на своите заштитници колку е вистинската големина на Земјата. Следната недела ќе видиме што се случува на Јужниот пол. Нашата летна долгоденица кај нив е зимска краткоденица. Сонцето е скриено под хоризонтот, дури и напладне. На северната хемисфера во Санкт Петерсбург, Копенхаген и Лондон следната недела се белите ноќи. Дури и на полноќ по хоризонтот се разлева светлина, додека Сонцето поминува преку северниот пол. Зошто во Париз, Минхен и Рим или Њујорк, Чикаго и Сиетл, кои се само малку појужно, нема бели ноќи? Белата светлина на Сонцето ги содржи сите бои од виножитото, но Сонцето не зрачи само светлина. Постојат уште X зраци, гама зраци, инфрацрвени и микробранови зраци. Истите тие кои одмрзнувате храна во микробранова рерна. Ќе ви покажеме како да гледате во Сонцето. Никогаш не гледајте во Сонцето без заштита на очите. Низ филтер ги гледате сончевите дамки. Ги има се повеќе и ни покажуваат дека Сонцето се врти околу својата оска. Колку е големо Сонцето, а системот Земја месечина? Кога овде ќе ја видиме сончевата дамка наутро, зошто е навечер таму? Сончевите дамки ни го покажуваат и движењето на Земјата. До следната недела, среќен пат на вселенскиот брод Земја.